По бурата реакции во јавност и на семејството на Теодора, судскиот совет ќе ја чешла работата на судијата Елведин Ферати, која изрече 2-годишната затворска казна за Менсур Пајазити, кој смртно ја прегази 22-годишната девојка, потврдува за Канал 5 председателот на Советот Александар Камбовски. Тој вели дека ќе се направи увид дали е постапувано според закон во однос на казната, чија висина Ферати во читањето на пресудата ја оцени како пример и поука за сите во сообраќајот. Камбовски засега не ја коментира пресудата, додека како што вели не ги види деталите. Секогаш кога има реакција од јавноста, секако дека судскиот совет ќе изврши увид и ќе направи проверки дали е секако што треба, односно дали се сработено согласно законот. Тоа што јас првично вака го гледав, се работи за предмет кој што еднаш ги поминал трите инстанции, значи основен, апелација и Врховен суд, и во таа фаза на постапката била извршена и промена на обвинението. Работењето на судијата Ферати и неговата вчерашна пресуда додат под лупа на судски побара и премиерот Христијан Мицкоски, кој денеска правосудството го оцени за најслаба алка во борбата против криминалот и корупцијата. Посочи дека лично ќе го следи случајот, а за оние кои се воделе од лични наместо од интересите на граѓаните, најави одговорност. Има ли некој во државава кој смета дека тука имаме задоволена правда? Јас не само што не сметам дека правдата е задоволена, но и како председател на владата, како човек и родител на 2 деца, сум силно разочаран. Ова не е правда. Јавно барам од судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднашка да се анализира оваа пресуда. Ова нема да биде уште еден случај што ќе се затвори без одговорност. Лично ќе го следам и јас ви ветувам дека правдата ќе истераме до крај. Ова е моментот кога мора да покажеме дека законите важат за сите, затоа што можна следна жртва е секој еден од нас. И за министерот за правда Филков реакциите во јавноста се јасни. Вели, сега на ред е судскиот совет. Тие 2% кои што се доверба доделена на судството, уште еднаш се покажа дека не се за џабе. Инаку, Пајазити која прегази Теодора првично доби 3 години и 6 месеци затвор, па откако се пожалил на апелација, казната била намалена на 2 години. Потоа Пајазити се жалел и до Врховниот суд, кој предметот го врати на повторно судење, каде Ферати, по признавањето на вината, му изрече казна затвор од 2 години. За Ферати постапка отвори антикорупцијска, оти како што тогаш наведоа, сам си поправал оценки во индексот за да фати услов за упис во Академијата на судии. Истрага отвори обвинителството која ја прекинале пред 1 месец. Оти според информациите се појавиле документи од Тетовскиот универзитет дека во 2014 година Ферати преполагал 4 испити за да си го покачи просекот.